Централно издание на Дневникот на К1. Добро вечер. Време да ги проследиме најновите настани од Вардарско-Тиквишкиот регион Македонија, светот и спортот. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Нова опрема која ќе обезбеди подобри, посигурни и поквалитетни анализи на квалитетот на водата доби ЈПВ Лисиче. Реновирана салата за фолклор при Домот на културата во Кавадарци. Во манастирот Свети Димитрија во Велес верниците го слават источен петок Балаклија. И покрај дождот и лошото време, граѓаните од Велес и вчера вечер излегоа во голем број да ја дадат својата поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Јасно покажаа дека дождот нема да ги спречи да ја искажат својата љубов кон татковината и да порачаа дека немаат намера да прифатат спроведување на тиранска платформа во Македонија, која земја ќе ја однесе кон федерализација. Тие и на дождот цврсто стојат за своите ставови, дека Македонија ќе остане унитарна држава и дека нема да прифатат промена на националните обележја и воведување на двојазичност на целата територија на државата. Ниту лошите временски услови не беа пречка македонскиот народ да излезе и да ја даде поддршката за зачувување на Македонија. Велешани поддржувачи на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и вчера вечер во масовен број излегоа на улиците со развиорени македонски знамиња и извикувајќи Македонија, Македонија. Цитирајќи ги зборовите на Гоце Делчев, Славе Радевски порача дека само македонскиот народ е тој кој ќе ја спаси Македонија. Како што некогаш нашиот голем великан Гоце Делчев рекол, ослободувањето на Македонија единствено може да биде само дело на македонците. Ние денес ќе речеме судбината и иднината на Република Македонија ќе зависи само од нас. Само од нас кои сме дел од оваа граѓанска иницијатива. Само ние кои безрезервно ја сакаме и почитуваме Република Македонија, ќе кажеме во каква Македонија сакаме да живееме. Никој не сака поделби, а најмалку поделби од етничка основа, рече вчера вечер пред Велешани Емилија Илиевска, наставник. Сакаме Македонија европска и модерна, но без фаворизирање на ниту една малцинска заедница. Упатувајќи апел до политичарите, политичките партии и председателот Ѓорѓе Иванов за истрајност и зачувување на сопствениот став. Да не подлегнуваат на притисоците и предлозите од странските така наречени мисари, кои не и мислат добро на нашата држава. Тие сакаат на народот да му наметнат нешто за што не гласал. Поради празнувањето на празникот Источен петок Балаклија, поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија вечерва нема да го одржат протесниот марш. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија вчера вечер со протестен марш во Кавадарци. Сите ние во срцата ја носиме Македонија. Нема да се предаваат вредностите на државата за кои многумина наши предци го дале својот живот во изминатите години, беше пораката која испрати пензионерот Алампие Лазаровски. Протестен марш и вчера се реализираше во Кавадарци. Пред присутните се обрати пензионерот Алимпија Лазуровски, кој ги повтори барањата на сите оние кои се приврзаници на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, не за тиранската платформа и за зачувување на унитарноста на Република Македонија. Слобода! Да си слободно мртва со мислата ќе те оживеам. Убавата душа за несувачко посакувано не е одбил. Што ми искра ќе светне, секогаш патот, осветен го добил. Алчноста, човека никогаш не го прави среќен, за слободата да ја одбие. Нема никого да слушам, знам едно патот, до слободата го пробивам. Катарза, занес, восхитно вознесе човечкиот ум, слободо и реално. Ако сум суштество, сенката до вечност ќе ме прати, но слободата без победа никој нема да ја врати. Сите ние во срцата ја носиме Македонија. Нема да дозволиме да се продаваат вредностите на државата за кои многумина наши предци го дале својот живот во изминатите години.
нагласи меѓу другото Лазуровски. Инаку со државни знамиња и револуционерни патриотски песни се маршираше низ централното градско подрачје. Приврзаниците на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија се движеа по главната улица и Линденска, а крајна дестинација беше градскиот плоштад, од каде што беа испратени пораките за продолжување со протестите се до исполнување на барањата. Нова опрема во вредност од 100.000 евра доби хидросистемот Лисиче. Директорот Пановски истакна дека со новата опрема ќе има подобри, посигурни и поквалитетни анализи на квалитетот на водата. Покрај јавното предпријатие за водоснабдување од Велес, опрема за индикативни мерења доби Центарот за јавно здравје. Дијана Иванова има деталите. Јавното предпријатие за водоснабдување Лисиче доби нова опрема. Истата ќе служи за мониторинг на квалитетот на водата. Вредноста на опремата е околу 100.000 евра. Директорот Бобан Пановски вели дека и досега службите вршеле редовни контроли, но сега со употребата на новата опрема, тие ќе бидат посигурни и поквалитетни. ЈПВ Лисиче Велес преку овој твининг проект доби опрема во вредност од некаде 100.000 евра, со која што ќе се зајакнат капацитетите на ЈПВ Лисиче Велес, односно ќе се зајакне мониторингот на водите кој што ние досега го вршевме, но со ова опрема ќе имаме уште подобри податоци и посигурно и поквалитетно извршување на задачите кои што постојано ги обавуваме овде. Покрај јавното предпријатие за водоснабдување од Велес, опрема за индикативни мерења добија и центрите за јавно здравје во Велес, Скопје, Битола, Тетово, Универзитетот Гоце Делчев од Штип и Хидробиолошкиот институт од Охрид. Примената на опремата во секојдневната работа ќе им ја олесни работата на инспекторите од Инспекторатот за животна средина и има за цел поквалитетно спроведување на законодавството од областа на животната средина, вели Дарко Блинков. Ние ќе добиеме навремени, брзи резултати, веродостојни резултати, за да можеме да имаме и брза реакција. Бидејќи знаете, секој пат загадувањето на одредени медиуми, да речеме воздух или вода е од многу кратко влијание. Практично додека дојдат надлежни инспекцијски служби, може загадувањето веќе да го одмино. Меѓутоа, со овој мониторинг се воспоставува со ова пософистицирана опрема, ќе имаме подобри резултати. Вкупната вредност на опремата за индикативни мерења е 350.000 евра. Истата е донација од Европската унија, од предпристапните фондови на ИПА програмата од компонентата 1. Со оваа опрема, Блинко вели дека ќе може да се контролира загадувањето на воздухот, водата, но и бучавата во урбаните средини. Поддршка за штрајкувачите во фабриката за шински возила Колска дадо од СДСМ. Тие ги поддржуваат нивните барања за исплата на заостанатите плати, но и за припојување на Колска кон Македонски железници. Директорот на Колска Борис Алчев пак во писмена реакција вели дека СДСМ никогаш не се грижела за Колска. Поддршка за вработените кои штрајкуваат во фабриката за шински возила Колска поради неисплатените 3 плати и неплатени придонеси за здравствено осигурување и пенсиско осигурување од Општинската организација на СДСМ Велес. Како што истакна Маријан Јорданов, на вработените дури вчера им била исплатена декемвриската плата. Ги поддржуваме нивните барања за исплата на сите заостанати плати и придонеси, припојување на Колска и Македонски железници транспорт и оставка на управителот Борис Алчев. Фабриката работи со загуби, бидејќи менеджментот и власта во заменување во изминатите 10 години не инвестира во опрема и во реален развој на произвестените капацитети на ова единствена фабрика овластена за работа со шински возила. Јорданов истакна дека фабриката има долгови и неплатен данок кон државата, а цената на изработката не ги покрива трошоците. На пресконференцијата на СДСМ писмена реакција испрати директорот на Колска Борис Алчев, во која се вели: СДСМ никогаш не се грижал за Колска. Доказ за тоа се штетните политики кои ги спроведоа, со чии последици предпријатието и вработените се справуваат се уште. Лицемерие е тоа што оние кои ја раздвоија Колска од Македонски железници сега да кажуваат дека се залагале за нивно повторно спојување. Владата на ВМРО ДПМН е пред неполна година донесе одлука да се реализира и спроведе консолидацијата на овие два субјекта. Припојувањето е комплексна работа која се спроведува согласно Законот за трговски друштва, а временската рамка
Зависи од склоп на активностите кои со рокови се пропишани, а менаџерскиот тим на Колска посветен и напорно работи на изнаоѓање решенија за исплата на заостанатите плати и придонеси до припојувањето на фабриката кон македонски железници, се вели во писмената реакција. Реновирана е салата за фолклор при Домот на културата во Кавадарци. Истата вчера вечер беше ставена во функција. Благодарение на Ротари клубот од Кавадарци се создадоа подобри услови за играурците од кавадаречкиот ансамбл. Ова беше еден од зацртаните проекти на ротаријанците од Кавадарци, наменет за децата кои успеа да го реализираат за 4 месеци, како што и ветија. Кавадаричките културни амбасадори фолклорниот ансамбл Тиквеш добија реновирана сала каде ќе продолжат да ги реализираат своите проби во подобри и поубави услови благодарение на Ротари клубот од Кавадарци. Ова е уште еден од проектите за ротаријанската 2016-2017 година, посветен за децата на Кавадарци, кои само за 4 месеци успеаа да го реализираат со цел да создадат подобри услови за играурците од кавадаречкиот ансамбл. Председателот на Ротари клубот Бранко Колев потсети дека ова е еден од многуте нивни проекти наменети за нашите најмлади сограѓани. Проектот кој што Ротари, еден од проектите кој што Ротари клубот Кавадарци го зацрта за ротаријанската 2016-2017 година е токму овој реновирање на игрорната сала во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Како што можете и сами да видите, доста добро е реновиран овој објект, од самиот под до плакарите и комплетната просторија. Се надевам дека овие деца овде, кои што, како што каже и директорот, се наши амбасадори и представуваат амбасадори, културни амбасадори на град Кавадарци, се задоволни и своите игри и вежби че ги остваруваат доста успешно во оваа игрорна сала. Во оваа сала ќе вежбаат 130 играорци, а директорот на Домот на културата Владимир Темков пред присутните рече дека бил воодушевен што за прв пат се случило такво нешто во историјата на действувањето на домот, некој да се сети и да донира за потребите на културата и да направи нешто што ќе остане како трајна придобивка. Месец декември Ротари клуб на својата седница донел одлука да се донира реновирање на оваа просторија и да ви кажам дека тоа беше за мене и за сите вработени на Домот на културата едно прекрасно чувство. И еве денес, значи после неколку месеци реновирање, направивме ова што го гледаме овде. Децата беа пресредни и на задоволство на сите одиграа еден од сплетовите од нивната богата фолклорна ризница. Салата доби нов лик и сега е многу поубаво, велат тие. Супер, за поголема иднина, за повеќе турнеи, повеќе спремни за понатаму. Големо задоволство и големо искуство ми е да играм и да сум сведок на овој настан, дека баш се одлучиле да донираат во игрорната, како што кажавте, нели, ние сме и културните амбасадори на општина Кавадарци и ми е голема чест да баш се инвестира во ова, во игрорната. Печаткот немам зборови, одлично. Ова е втор проект на Ротари клубот од Кавадарци. Неодамна беше пуштен во употреба фитнес центарот на отворено, а во следниот период ќе биде реновирано детското оделение при Кавадаричката болница. Во манастирот Свети Димитрија во Велес денеска верниците го слават источен петок Балаклија. Со овој празник посветен на Пресвета Богородица и се оддава признание на Мајката Божја поради тоа што непосредно по Великден нема друг празник поврзан со незиното име. Источен петок Балаклија меѓу верниците е познати како слава на Велес. Започнува прославата на Источен петок Балаклија. Манастирот Свети Димитрија ќе биде зборното место на велешани, но тие нема да заборава денеска и утре да запалат цвеќе за здравје и во околните цркви, Света Петка и Свети Никола. Уште одамна во Велес првиот четврток и петок по Великден се празнува како празник Источен петок Балаклија. Тој спаѓа во светлата недела, поради што некои го викаат и Светол петок, а поради тоа што во светлата недела се блажи, може да се сретне и како благ петок. Со овој празник посветен на Пресвета Богородица и се оддава признание на Мајката Божја, поради тоа што непосредно по Великден нема друг празник поврзан со незиното име. Поради тоа што Богородица му ги миела раните на Исус,
На овој ден луѓето ги посетуваат изворите, ги мијат лицето и очите или 3 пати преку себе префрлаат со вода од изворите. Токму поради ова, најчесто овој празник се празнува во црквите што се покрај изворите. Според легендата, изворот Балаклија, поврзан со името на Пресвета Богородица, се наоѓал во близина на Цариград и во него имало златни риби. Митрополитот Повардарски господин Агат Ангел во сослужение со свештениците од Повардарската епархија денеска одржува вечерна богослужба. Источен петок Балаклија меѓу верниците е познат и како слава на Велес. Политичките односи меѓу Македонија и Босна и Херцеговина се одлични, но недостига поинтензивна економска соработка на која мора да се работи во следниот период, оценија македонскиот председател Ѓорги Иванов и председавачот со председателството на Босна и Херцеговина Младен Иваник, кои денеска се обратија на бизнис форумот во Скопје. Двајцата посочија дека постои солидна основа за интензивирање на економската соработка и изразија подготвеност за создавање на првата рамка со цел зголемување на трговската размена меѓу двете држави. Во продолжение вести од Македонија. Кампањата за предвремените парламентарни и локални избори ќе била почната доколку СДСМ не се плашело од гласот на македонските граѓани, оценува преку соопштение ВМРО ДПМНЕ. Доколку криминогеното раководство на СДС имаше образ и одлучеше да ги праша граѓаните за тиранската платформа, наместо постизборно да им ја подметне, веќе наголемо ќе течеа дебатите околу штетните последици од кукавичкото прифаќање на елементите од платформата. Доколку СДС наместо антидржавна и антинационална политика донесеше демократска одлука да се оди на избори на 7 или 14 мај, ќе се знаеше волјата на народот и Македонија ќе отвореше вратата за излез од политичката криза, се вели во соопштението. Според ВМРО ДПМНЕ, наместо храбра и државничка политика, лидерот на СДСМ одбрал да молчи за сите негирање на македонскиот идентитет. Во соопштението стои дека народот бара нови предвремени парламентарни избори за да му покаже на СДСМ како се сака Македонија. Петнаесетто продолжение на конститутивната седница во Собранието на Република Македонија, на која на дневен ред се формирање на комисија за прашање на изборите и именувањата и како последна точка на седницата е избор на председател на парламентот. До председавачот со седницата Трајко Велјановски и за начинот на водење на истата реагираа пратениците на СДСМ. Велјановски пак рече дека тој мора да работи во согласност со деловникот за работа на Собранието. ВМРО ДПМНЕ и денеска побараа од пратениците на СДСМ да се откажат од така наречената тиранска платформа, го потврдија ставот за брзи избори. А ако сметаме дека треба некој од надвор да дојде и да не седне на маса и да накаже како треба да ја решиме ова ситуација, тогаш верувајте, ние како политички партии ќе покажеме дека немаме кредибилитет, ниту пак искреност, ниту пак капацитет да ја решиме кризата во која што се наоѓаме. И на крај, едно треба да не биде воделка во еднината, почитувани колеги. Вакви послеизборни платформи, антимакедонски, кои што одат на урнисување на унитарниот карактер на државата, не ни се потребни. Комуникацијата на албанските политички партии со представниците на албанската држава се случувала и ќе се случува и во иднината. Меѓутоа, тоа што е значено за ова собрание и за државните институции е дека представниците на албанските политички партии, ние како пратеници и сите други, делуваме и политички и институционално внатре во ова собрание. Согласно договореното во Комисијата за прашање на изборите и именувањата, треба да членуваат 6 пратеници од ВМРО ДПМНЕ и 5 од СДСМ, а дуи и БЕСА да имаат по еден член. Конститутивната собраниска седница почна на 30 декември 2016, но беше прекината, бидејќи не беше обезбедено парламентарно мнозинство за избор на председател на Законодавниот дом. Дваесет и 27 училишта во државава наредната година ќе ја започнат со нови смарт училници. Проектот кој денеска беше промовиран е во соработка со Народна република Кина и е тежок 7 милиони евра. Тој представува чекор напред во напорите на владата на Република Македонија за континуирана модернизација на условите за образование на учениците. Опремата е од особено значење во услови кога
интензивен е развојот на технолошките достигнувања, а нашите заложби како влада се сите тие достигнувања да им ги обезбедиме на најмладите при нивната едукација. Секако, опремата ќе биде и од голема корис за непречена реализација на работата на наставниците во училиштата, но и за нивната професионална надградба. Во својата изјава, кинеската амбасадорка Лисијан истакна дека се надева и проектот кој треба да биде завршен во септември годинава, ќе биде од посебна корист за учениците, но и за наставниците. Станува збор за модерни уреди, интерактивни табли, лаптопи и уреди за мрежно поврзување, со кои ќе се опремат смарт училниците. Дваесет лица се повредени во верижен судар на 40 автомобили што се случи за време на голема снежна бура во североисточниот дел на Словачка, соопшти словачката полиција. Портпаролот на службата Борис Хмел изјави дека несреќата се случила денеска околу 6 часот из утрината во близина на градот Попрада. Оштетените автомобили го блокирале автопатот кој го поврзува главниот град Братислава со источниот дел на земјата. Властите соопштија дека веќе ги мобилизирале автомобилите и ги спасиле луѓето. Во продолжение вести од светот. Администрацијата на Трамп демантира дека ја негирала информацијата од американски носач на авиони и други воени бродови се упатиле кон Корејскиот полуостров. Бродовите се на пат и никогаш не бил соопштен датум на пристигнување, соопштуваат од Белата куќа. Трамп на почетокот на минатата недела изјави дека пратил армада како предупредување до Северна Кореја, имајќи ја предвид ударната група на носачот на авиони Карл Винсон, кој се покажа дека се уште е далеку од Корејскиот полуостров и отипловела во спротивна насока. Пацифичката команда потоа појасни дека ударната група прво требала да учествува во воена вежба во Австралија, но веќе била насочена кон западниот Пацифик. Поради нуклеарната програма на Северна Кореја се размислува дали Пјонгјанг треба да се врати на американската листа на држави кои поддржуваат тероризам, изјавил американскиот државен секретар Рекс Тилерсон, додавајќи дека САД ги разгледуваат сите можности да извршат притисок. Го разгледуваме целиот статус на Северна Кореја од гледна точка на државна поддршка на тероризмот, како и други начини со кои може да се изврши притисок врз режимот во Пјонгјанг со цел да се започне диалог, но различен од предходниот. Ги разгледуваме сите опции, рекол Тилерсон. Според него и Иран продолжува да врши загришувачки провокации за дестабилизирање на земји од Блискиот Исток и подкопување на американските интереси во Сирија, Ирак и Либан. Меѓународниот договор на нуклеарна програма во крајна линија нема да ја постигне целта, смета Тилерсон, и додал дека иранските нуклеарни амбиции представуваат закана за светскиот мир и стабилност. Денес имаме претежно облачно време со слаби локални врнежи од дожд, а на планините слаби провеувања од снег. Проследени со засилен ветер од западен и северозападен правец, најмногу застапен во југозападните и јужните делови од земјата, кој на моменти достигнува брзина над 90 км на час. Дневната температура се движи од 8 до 17 степени. За време на викендот се очекува разведрување, со што утринската температура на повеќе места ќе биде околу или под нулата. Со ова информација го заокружуваме ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Од мене пријатно.